Благодарам што сте овој викенд со мене на уште едно издание на Откриени тајни. Јас сум доктор Жарко Костич, мотивацијски говорник и тренер за личен развој. Во ова издание на Откриени тајни ќе зборувам за неколку работи, ќе имаме неколку сегменти. На почетокот она за кое што би сакал да зборувам е зошто некогаш возрастните малку очајуваат или може да не годуваат врска со своите деца или помладите, ќе им дадат некој податок, некое едноставно бесценето богатство, диамант од некој податок на синот, на керката, кој што они нема да го уважат, кој што нема да го прифатат, кој што нема ни да го разгледаат како нешто што ќе им го смени животот. И честопати знаат возрастните да кажат: синко, керко, кога ќе пораснеш, кога ќе дојдеш на мои години, ќе сватиш што сум сакал да ти кажам. И честопати за жал е така. И сакам овој сегмент да објаснам дека фактички не се беззначени, не се узалудно кажани оние работи кои што ги кажуваме на нашите блиски како совет. Можеби на почетокот тие не можат да видат какво богатство им даваме од знаење, каков податок сме им дале што ќе им го смени животот. Можеби не може да го видат на почетокот, но доколку тие диаманти од податоци ги оставиме во нивниот ум, кога тогаш тој податок ќе почне да работи и ќе има ефект. Но сакам да објаснам зошто на почетокот можеби кај некои луѓе нема ефект. Таткото, мајката ќе остави некој податок, некоја сугестија, некој совет на ќерката, на својот син, но гледа од друга страна дека нема ефект или дека не е прифатен тој податок. И сакам да го објаснам процесот. Обично тој податок кој што сме го добиле во животот и постоењето, го добиваме како резултат на труд, како резултат на искуство, како резултат на нешто што сме го поминале, нешто што сме го разбрале, сме оделени из животот, некојаш сме имали мака да дојдеме до тоа знаење. Замислете како да, не знам, диамантот за да го добиеме, треба да ја најдеме планината, треба да го најдеме локалитетот, треба да почнеме да копаме, треба да го формираме рудникот, не знам, окното треба да се направи, треба да го најдеме парчето каде што е диамантот. Едноставно можеби ќе се исечеме на рацете додека дојдеме до него, ќе го брусиме и на крај ќе дојдеме до диамантот, ќе дојдеме до тој податок и ќе речеме: вау, овој диамант има големо значење за мене. Но тоа значење за нас е дојдено баш поради тие пропратни дејствија кои што сме ги имале во живот. Ете, кога ќе дојдеме до некое значење, некој податок, тој, за да знаеме колку е вреден, мора да е пропратен со некој тип на акција, со некој тип на искуство, со некој тип на живот. Многу често на помладите ќе им се даде таков податок, но го немаат пропратното дејство. Не го ископале рудникот, не го бруселе диамантот, тој им е даден и они ќе го видат и ќе речат: дај ми пластичен прст. Така. Не е важно ова за мене. Го тргаат на страна. Зошто? Поради тоа што допрва влагаат во играта на животот, допрва влагаат во проблемите. Не знаат кај е планината, не знаат кај е локалитетот, не знаат дека постои рудник. Треба да го најдат во животот, но одејќи во животот, искусувајќи ги проблемите во животот, тој податок, после некое време, можеби ќе станува збор за години, ќе почне да има значење за нив. И колку пати јас сум кажал: сега знам мајка ми што сакала да ми каже со тоа. Сега го сваќам татко ми што ми рекол. Тој ми го кажал тоа пред 20 години, ама јас едноставно не сум го одживеал животот и пропратните дејствија кои што одат со тој податок, за да можам да го проценам податокот, неговата вредност или какво богатство сум добил или какво богатство имам. Но, она што е важно да се знае е дека секои диаманти кои што ги даваме или секои податоци, богатство од податоци, информации, знаење, кои што го оставаме кај околината, кај децата, кај внуците, кај пријателите, роднините и така натаму. Па може и децата некојаш да го дадат податокот на родителите. Има и такви случаеви, нели? Има своја вредност
Затоа што кога го имаме веќе тој податок, моментот кога ќе почнеме да го копаме рудникот, да одиме во истражување на рудата, да го живееме животот, она што се случува не мораме да го ископаме целиот рудник, за да го осознаеме богатството и важноста на дијамантскиот податок кој што родителите ни го дале. Гледате, во животот ќе почнеме да одиме и можеби, не знам, символично кажано, родителот морал да изоди 10 километри за да дојде до тој податок, ама затоа што го оставил како податок на својот син, на својата ќерка, мајката го оставила на својата ќерка, на својот син. Не мораме да ги идеме 20 километри, не мораме да ги идеме 10 километри. Може после вториот километар ќе ни светне, затоа што ќе почнеме да ги поврзуваме работите со податокот кој што е оставен во нашиот живот. Поради тоа е важноста на едукацијата, затоа што едукацијата се состои од прифаќање, примање, разгледување на податоци во врска со живот. Затоа е убаво да се читаат книги за самопомош, затоа е убаво да се читаат мотивацијски книги, затоа е убаво да се чита генерално литература во врска со нештото, поради тоа што се состои од податоци кои што заедно со другите податоци во нашиот живот и постоење имаат важност, прават целина, ги поврзуваме работите, почнуваме да анализираме. Луѓето кои што ги имаат тие податоци, луѓето кои што имаат убава едукација, се потолерантни, поздраво разумно можат да размислуваат, анализираат на подобар начин и поради тоа знаењето и едукацијата е моќ, поради тоа што ни дава едноставно алатки и средства со кои што полесно можеме да се соочиме со препреките и предизвиците во животот и постоењето. Во овој сегмент сакав само да нагласам дека немојте да очајувате доколку сугестиите, податоците, едукацијата што ја оставате на помладите не вродува со плод веднаш, поради тоа што му треба време да го изоди патот. Не ја ни нашол планината, не ни знае дека треба да копа рудник за да дојде до дијамант, но во суштина животот е исто така опстанок. Се бориме за опстанок, сакаме да направиме дадени работи каде што мораме да вложиме напор, мораме да вложиме енергија. Сега таа вложена енергија, тој напор, заедно со тие податоци одат едно со друго, затоа што ако го нема напорот во животот, овој податок што сме го добиле фактички нема вредност поради тоа што нема значење за нас. Но честопати најубавите податоци, најубавото знаење го добиваме од кога ќе ги изодиме патот, ќе ни светне нешто. Колку пати во мојот живот сум имал таква ситуација да ќе го изодам патот, ќе направам нешто на потешкиот начин и ќе речам дебре на крај ќе ми светне. Ама не морав ово да го направам на овој начин, не морав. Затоа што ако ми светнеше тоа сознание, или ако добив тој податок на почетокот, немаше да го дам патот, ама не сум го добил. Тој податок обично го добиваме после изоден пат, изживеен живот, искусени работи во животот и постоењето, и точно е дека некојаш ќе речеме, бе дете, не можеш да се мачиш како мене, ама размислете. Ако не го има пропратното дејство во животот и постоењето, тој податок ја нема истата символика и значење за него како што има за вас. И зошто ја нема? Поради тоа што не го изодел патот, кој што сте го изоделе вие, за да ја сватите важноста на податокот кој што се го споделиле со својот син, со својата ќерка и така натаму. Океј? Не очајувајте, само дајте ги податоците, оставете животот да ги активира тие податоци, за да можат да ги проценат подобро и за да можат да ги искористат побрзо или одејќи пократок пат отколку што сме морале да одиме ние. Така да само споделувајте во знаењето, некогаш не функционира веднаш тоа знаење, но оставено во умот на блиските и на оние кои што ги сакаме, им помагаме побрзо да дојдат до сознанијата кои што ги очекуваме да ги имат или побрзо да дојдат до сознанијата кои што ние сме ги добиле на потешкиот пат. Имаше убав цитат на социјалните мрежи, таткото му вика на синот: синко, вика, зашто мораш секогаш да водиш по тешкиот пат? А синот му се врти и вика: бе тато, јас само еден пат гледам. Јас само тој го имам пред мене. Така да некојаш е само тој пат и мораме да сватиме дека секој човек си го фаќа својот пат, си го оди својот пат, ама ако му помогнеме на тој пат да му ставиме насоки, знаци,
места за одмор на кои што ќе може да се едноставно се одмори малку, ќе видиме дека ќе му го направиме патот и животот многу полесен и побар. Тоа е првото нешто за кое што сакам да зборам во откриени тајни денеска. Наредното нешто што сакам да зборувам е проблеми. Секогаш интересна тема проблеми, сакам да дам еден друг пристап или друг приод како да размислуваме на тема проблеми. Ако почнеме да размислуваме на проблемите како фреквенција, како вибрација, така, во животот имаме енергии кои што едноставно вибрираат. И секој проблем во суштина е некаков тип на фреквенција. И замислете сега, вие сте на работното место, се чувствувате супер, среќен сте, ги наоѓате решенијата во животот и постоењето, вибрирате на една фреквенција. Проблемите се ниско, не ги гледате. Имате луѓе кои што постојано вибрираат на фреквенција на решенија. Зашто и решенијата се фреквенција, така? Решенијата се фреквенција кои што вибрираат тука, проблемите вибрираат тука, како авион. Знаете кога ќе се крене над облаците, едноставно е јасно небото, има решение. Кога ќе дојдеме во облаците и во проблемите, фактички ние сме потиснати од вибрацијата на проблемите, вибрирајќи заедно со нив, не ги гледаме решенијата. Едноставно е. Фактички треба да се кренеме на вибрација на решенија, ама многу често имаме околина која што вибрира во насока на проблеми и знае да не потисне и ние да вибрираме во насока на проблеми. Ако сте виделе некои луѓе, има луѓе кои што се професионалци за креирање на проблеми. Од било што ќе направи проблем, од ништо прави проблем. Неговата енергија е проблемот. Зошто? Затоа што нашата емоционална состојба, ако е многу висока, не гледа проблеми, гледа решение. Ама ако емоционалната состојба ни е ниска, ние од ништо правиме проблеми, ние сме на вибрација на проблемите. Во суштина ќе сватите дека некој човек вибрира секогаш во насока на конфликт, секогаш во насока на проблем, секогаш во насока дека нешто не е добро, секогаш во насока дека не се сјајни работите во животот. Мораме да сватиме дека тоа е вибрација. Дека за жал човекот подлегнал под вибрацијата на проблемите и самиот тој сега вибрира на тоа ниво и се согласува со проблемите. Луѓето кои што се на повисоко ниво не се согласуваат со проблемите зашто не ги гледаат, не ги констатираат, не ги приметуваат, се додека немате некој човек околу вас што ќе ве повлече надоле на неговата вибрација и ти кречеш да. Проблеми има многу во животот. Катастрофа е. Многу е тешко. Не можеме ова да го направиме. Што се смени? Може би беше човек кој што не размислуваше така, може би беше човек кој што размислуваше во насока на решенија, не во насока на проблеми. Да, животот некогаш носи тежина со него, бреме, така ќе не оптовари, не става тегови и не спушта со вибрацијата. И тоа е точно. Факт. Се согласувам со тоа. Но, дали ни користи да вибрираме во насока на проблеми? Може на некои луѓе им користи ако ја сакаат таа игра, да креираат проблеми, ама во суштина не е интересно да вибрираме во насока на проблеми. Многу е поубаво да вибрираме во насока на решенија. Пример ќе ви дадам. Замислете сте човек кој што вибрира во насока на решенија. Едноставно сакате решение, не сакате проблеми, сакате забава, едноставно сте радосен човек, се среќен човек. Така, таа е таа вибрација. Сериозноста вибрира во насока на проблеми. Све е сериозно, све е тешко. Животот не е игра, тежок е животот. Тоа е во насока на проблем. Имате некој човек се е среќен, си функционира супер, тој не вибрира во насока на проблеми, тој вибрира во насока на решение. Ама ако имате некој човек што е сериозен, ќе рече гледај, не е сериозен. Не, зашто е несериозен? Затоа што он не ги констатира проблемите. Ете, јас сакам да сум несериозен и да сум одговорен и да ги решам проблемите. Зашто морам да вибрирам во насока на проблеми? Сериозните луѓе не стискаат надоле за да вибрираме во насока на проблеми. Ама ако сме среќни, ако сме задоволни, ако не гледаме проблеми, некои луѓе мислат дека сме несериозни. Гледате, не сме несериозни. Не уживаме во животот. Ние го сакаме животот. Е сега, ако јас вибрирам во насока на решение и дојдам во некоја околина и речам, дечки бе, тоа не е проблем. Зашто го сметате ова за проблем? Еве го решението, еве го решението. Доаѓам со таква позитивна енергија, доаѓам со решенија. Да од една страна, ако имате луѓе кои што се суштина конструктивни, ама само му подлегнале на тој проблем, ќе решат, да, управо е. Ја еднаш проблемот го стемува. Јас магично, со мојата енергија и вибрација во насока на решенија, сум го решил проблемот на групата. Дали тоа дома,
Замислете, вие сте на работното место, супер ви оди, имате полн сте со самодоверба и сигурност затоа што имате решенија, не вибрирате во насока на проблеми, ќе дојдете дома, сопругата вибрира во насока на проблеми или не знам, сопругот вибрира во насока на проблеми или мајката ти вибрира во насока на проблеми и ти доеш и кажеш не е тоа проблем. И бум, ќе се реши се. Што правиме ние? Нашата самодоверба ја рефлектираме на околината и околината ќе рече стварно нема проблем. Гледате, некојаш имате околина кој што е устрав. Стравот што е? Вибрација во насока на проблеми, ништо друго. Така, љутина што е? Вибрација во насока на проблеми. Очај, тажен, вибрација во насока на проблеми. Океј, ќе дојде некој човек кој што е многу високо со емоциите, он не вибрира во таа енергетска зона и она што се случува, префрла позитивна енергија на околината, им кажува на луѓето фактички дека нема проблем. И им ја крева сигурност и самодоверба. Но самите тие мора да се кренат на нивото на кое што е тој човек. Зошто? Затоа што не можете да очекувате некој цело време да вибрира во насока на решение и да ви ги решава вашите проблеми. Мора и ние да се крениме на тоа ниво, за да имаме таа вибрација на решенијата. Вибрација на самодовербата е тоа. Тоа е вибрација на лидерството. Фактички што е лидер? Не е лидер некој кој што ќе рече проблеми имаме сега. Не знаеме како да го решиме проблемот. Нема да успееме. Гледај колку е тешко. Тоа не е лидер. Лидерот доаѓа, ја проценува ситуацијата, наоѓа решение, вибрира во насока на решение и ќе рече дечки, ова го правиме сега, ова ќе ово споставиме, ако и направиме тие работи, ќе видите све ќе се среди како што треба. Океј, ајде во акција. Ќе се вратим на смевката, може би ќе им рече ајде идеме на кафе или еден ручек, сега ни треба мала пауза и после тоа се враќаме да го спроведеме тоа за кое што зборев. Лидер, затоа што ги реши проблемите. Затоа што вибрира, лидерот вибрира во насока на солуции, решенија, никош не вибрира во насока на проблеми. Ете имате луѓе кои што вибрираат во таа насока на проблеми, тука е во суштина проблемот. Затоа што сме се сложиле на вибрацијата на самиот проблем. Ете, ама не ни користи тоа. Не ни користи да сме устрав. Луѓето се плашат. Зашто? Поради тоа што ги препознаваат проблемите. Затоа што секој проблем сака да не спушти во опстанокот. И сега кога човекот е устрав, што прави? И гледа проблемите. Ама зошто ни се стравовите? Ако размислиме. Ни служи стравот, има човеков некое, некој интервју за работа. И у неговиот ум одма си го прави проблемот и почнува да вибрира во нас кога напротив, што ако ме праша тоа, што ако не ја добијам работа? Па што? Стравот ќе смени нешто? Не. Некој човек чека резултат од испит и цело време устрав. Ќе смени нешто таа емоција на страв? Не. Ако размислиме аналитично, свесно, стравот зашто ни служи? Ќе видите дека не ни служи за ништо. Целосно некорисна емоција е стравот. Целосно некорисна емоција. Да влие на натрешните органи, влие на нашето тело, ни прави психосоматски болести, ни прави дадени работи со хормоните кои што нема потреба да ги имаме ако сватиме дека стравот е научена реакција. Стравот е едноставно инстинктна реакција која што сме ја научиле, така, и телесно и умствено, да во дадени моменти треба да се плашиме. Ама кога ќе размислиме, кога ќе едноставно анализираме, стравот воопшто не е корисна емоција. Да корисна е у некоја ситуација да се повлечеш и да речеш, окей, нема ова да го направам, ама тоа можеме да го направиме и без страв. Можеме да кажеме, ќе имаме змија пред нас, окей, нема да идам да ја допрам или нема да ја галам, ама не морам да се плашам, тоа можам да го направам стресно. Не, нашето тело инстинктивно реагира со страв. Но кога ги имаме стравот у суштина, нашите умствени капацитети и свесниот ум се блокира и се намалува. И ако размислиме, имате некоја девојка која што цело време устрав дал дечкото ќе остави, сопругата дал мажот ќе се разведе од неа. Зашто се плашиш? Ти помага тоа? Од што? Не ти помага на ниеден начин. Ниеден страв, ако го размислиме, не ни помага затоа што истата реакција, ако имаме со поголема енергија, со повисока емоција, многу подобро можеме да се справиме. Било кој страв, не знам, чекате резултати. Зашто да се плашиш? Било кој резултат. Инстинктивна реакција. Нешто ќе се случи, страв.
реакција. Зошто е? Ке се справиме со стравот со ситуацијата? Не. Сакам само да сватиме дека е механизам на кој што му прибегуваме и кој што е побрз од нас. Ама ако сакаме свесно да го живееме животот, мораме да се прашаме, окей, зашто ни служи стравов? Дал со овој страв ја нешто ќе подобрам мојот живот? Дал подобро ќе изреагирам? Дал подобро ќе го менаџирам проблемот или ситуацијата во која што сум со страв? Или со посвесни и убави емоции? Ама некогаш, навистина не е лесно да се контролира сето тоа поради тоа што е инстинктна, механичка, научена реакција, но не ни користи. Вете, поентата на ова откриени тајни е да најдеме вибрацијата на среќата, да најдеме вибрацијата на решенијата, да најдеме вибрацијата на убавината на животот и да сватиме дека околу нас има различни енергии и тие енергии вибрираат. И некои енергии вибрираат во насока на позитивност, во насока на солуција, тоест решенија, имаме други енергии кои што вибрираат во насока на проблеми, но наша задача и одговорност е да се кренеме над облаците, за да имаме чисто небо, за да знаеме каде одиме и да уживаме во убавиот поглед, гледка или да уживаме во прекрасниот живот. Ви благодарам, ја уживам во овие откриени тајни, се надевам и вие се гледаме повторно за една недела. Имајте убав ден. Пријатно.